3-4 по сценариот да им мафнеме на нашите гледачи. Добро утро, драги гледачи! Добро утро! Еве ги супер, видите како мафтаат со рака, а сега ќе ги видите како мафтаат со нога. Голем поздрав за сите што денеска решија да го поминат денот заедно со нас. Денеска супер, видите, ќе ве носат во една нова авантура, во нова акција. Каде дојавме денеска, каде се наоѓаме? Во центарот на градот. Центарот на градот Скопје. Денеска кај ќе ги носиме супер звездите? У музеј! О музеј. Драги гледачи, сте билели вие во музеј? Ние супер звездите сме билели во музеј. Кој бил да крене рака да видам? Значи некој бил, некој не бил. Дали во музеј е страшно да се оди? Таму ставаат единици? Тепаат тамо? Не! Се караат? Не! Што прават во музеј? Да видиме зошто, например, треба да одиме. Ни даваат чоколади тамо? Не! Ставаат петки? Да! Што прават во музеј? Што се дава, например, во музеј? Слики. Се гледат слики што ги правеле децата. Ете, така се гледа слики. Злато, друго што има во музеј? Има предмети. Во музеј има слики, во музеј има предмети, во музеј се организираат изложби. Сте биле до сега на некоја изложба во музеј вие? Не! Вашите мајки и татковци биле? Да! Баби и дедовци биле? Ете ти, злато, со војна си било. И јас кога сум бил мал ме носеле во музеј. Јас мислам дека ние ќе си поминеме. Како? Војна ми правеше таква. Такво, изложба во музеј? Да. Браво, значи твојата војна е уметник, претпоставам, на црта слики. Да. Вакне ќе да им пратиме на сите што не гледаат сега во моментот. Да им кажеме дека ќе си поминат многу убаво, многу весело. Денес кога одиме почитувани гледачи во музеј на град Скопје, ќе ви приуштиме една многу интересна, многу возбудлива емисија. Не само што ќе видиме што е музеј и од кога постои значи овој музеј и како е настанат овој музеј, понатаму ќе видиме и што се има во овој музеј, ќе прошетаме, ќе видиме изложбата, ви интересира? Па и ќе пееме, ќе играме, ќе праќаме многу бакнежи, а сега да не чекаме да ќе одиме во музејот, а нашите драги гледачи доаѓаат по нас, така ли е? Да! 3 за позор, 4, тргнуваме! Ај се уште едно здраво за нашите драги гледачи да им мафнеме. Еве, драги гледачи, ние сме веќе внатре во музејот овдека и здраво за тетка Сонја Апостолова. Здраво, тетка Сонја. Браво. Многу ни е драго што вака топло не пречекавте. Иначе да кажеме за сите оние кои што не гледаат сега во моментот дека тетка Сонја е историчар на уметност, така кажавте? Точно, историчар на уметност кој што работи во музеј на град Скопје, што е многу битно. Најчесто, значи, тие што се историчари на уметност работат по музеите. Историчари на уметност, археолози, етнолози, историчари. Убаво ли е да се биде историчар на уметност? Па, мислам дека е најубаво да си историчар на уметност, затоа што цело време гледаш само убави нешта. Слики, уметност, се што е најубаво. Предпоставам, освен тоа што гледате, значи, слики, изложби и разни предмети, вие се среќавате и со луѓето, имате некојаш возрастни, некојаш помали, некојаш постари. Апсолутно, имаме од најмалио, колку што се овие дечина доаѓаат во музеј, од 5 години па до 77-90. Дечиња доаѓаат ли во музеј често? Многу често доаѓаат. Како резултат на добрата волја на наставниците, кои што ги носат децата во музеите да се едуцираат, да научат основно што е музеот, која е функцијата на музеот и да видат што има внатре. Ајде сега да видам вас, ве интересираат ли некои работи за музеот? Кој се интересира да дознае нешто повеќе за музеот, да крене рака да видам брзо? Кој има прашање да постави? Елеонора, злато, постави ти. Ајде кон камерите само да види камерата да гледа че Елеонора ќе праша. Елеонора, што е твоето прашање, злато?
Дали е убаво да работиш во музеј? Ајде да видиме, тетка Сонја да каже, значи, дали е убаво човек да работи во музеј? Јас сум многу среќна затоа што работам во музеј, затоа што сум дел од екипата која што го чува националното богатство на Македонија. А во моментов конкретно на градот Скопје, затоа што ова е деца музеј на град Скопје. Во Скопје има многу музеи. Значи во Скопје, да, точно има да наброиме некои, значи од музеите. Кои све музеи ги имаме ние во Скопје само? Па, например, музејот на Македонија, музеј на град Скопје, природно-научен музеј и музејот на современа уметност. Така, значи, освен ово има уште 3, сакате некојаш да ги видиме и останатите музеи. Да се прошетаме и тамо да видиме. Ајде да видиме, Марија, еве Марија, например, девојчињата, прво, кој е твоето прашање, Марија, повели Злата? Сакам да прашам од кога постоја овој музеј. Ајде сега да имате касоње, значи, од кога постои музејот, од кога е музејот во оваа зграда овде? А музејот, како музеј на град Скопје, е оформен уште од 1949 година, но во поодделни како историски музеј, етнолошки музеј, археолошки музеј. Но во оваа зграда е од 1970 година. Пред да стане музеј, што се случило со оваа зграда на која има часовник и тој е расипан, не работи, нема батерија, што е проблемот со саатот што не работи? Зошто часовникот застанал на 5:17 минути? Затоа што на 26 јули 1963 година градот Скопје го зафатил катастрофален земјотрес. Оваа зграда, која што била железничка станица и била една од најубавите железнички станици на Балканот, и тоа да го сватиме вистински како факт, се срушила затоа што била минирана во 44 година, се нарушила статиката, зградата се срушила за време на земјотресот и останата е само 1/3. Значи, замислете, уште 2 оволкави дела толку била голема железничката станица. Значи овдека поминувале возови, луѓето се качувале, си патувале секаде пред ова воопшто да стане некогаш музеј. Возовите не поминувале од оваа влезна врата, од каде што влегоа децата. Тоа е една од оригиналните влезни врати, а возовите поминувале од задната страна на оваа зграда, а за да се дојди до пероните се одело со подземни пролази. Замислете, уште во тие години 50-та, 60-та година овдека имало подземен пролаз. Значи ова било чудо за тоа време. Да, баш чудо. Баш чудо на архитектурата во тоа време. Денеска е музеј и дали како музеј е доста посетен, например, Доста е посетен, прво и основно затоа што се наоѓа баш во центарот на градот. Секој кој што поминува се е привлечен од плакатите, од она врвулица, од деца која што секогаш има пред влезната врата, влегуваат и ги гледаат прекрасните изложби кои што се во музејот и прекрасната поставка која што зборува за историјата на градот Скопје. Благодарам за прекрасниот исцрпен одговор. Јас сум за малку да прошетаме низ музејот. Кој е овдека расположен да шета во музејот? Значи, сме расположени да прошетаме во музејот, но имаме некој прашање. Злато, повели кој е твоето прашање, само кон камерите да те видат. Здраво. Јас сум Дамјан, сакам да работам во музеј. Значи, прашањето е што треба да се учи? Што треба да се учи за музеј? Значи, која школа треба да се научи, така Сонја, за да може да се работи во музеј, да кажем? За да работиш во музеј, треба да се запишеш, нормално да завршиш средно образование, потоа се запишуваш на филозофскиот факултет на одделот Историја на уметност со археологија. И таму учиш за историја на уметност, учиш за археологијата и потоа го правиш изборот дали ќе се занимаваш со археологија или ќе се занимаваш со историја на уметност. Но во музејот работат и етнолози, нели рековме. За етнолог треба да се запишеш на природно-математичкиот факултет, каде што учиш оддел етнологија, а исто така и историчари, има доста историчари кои што ја проучуваат историјата на градот Скопје, а за тоа треба да се запишеш на филозофскиот факултет на одделот историја. Ете, сега научивме и тоа. Видовме, значи, што треба да се научи да се работи во музеј, а сега да видиме што треба да се направи за да се шета низ музеј. Дали во музеј, например, може да се игра оро? Не. Во музеј дали може да се пее опера? Не.
Во музеј што се прави кога се влегува во музеј, како се оди во музеј? Има ли некој ред овдека на куќата? Како се влегува во музеј? Значи нема играње, нема пење, што се прави? Во музеј кога се влегува, прво пленува огромната сала која што е на зидовите има прекрасни слики најчесто и ширината од изложбената сала намамува да децата да натрчат. Но секогаш децата се стопираат затоа што одма ја осеќаат тишината. Секогаш децата мора да бидат тивки и мирни од една едноставна причина. Не смеат да му сметаат на другиот посетител кој што дошол во тишина и мир да ги погледа изложбите и поставките. Значи ние кога сме во музеј треба да гледаме да бидеме тивки, мирни и со уживање. Значи да прошетаме секаде низ музејот и сето она што сакаме, на мира да може да си го видиме. Апсолутно. Ќе бидеме ли мирни и тивки? Двајца по двајца одиме да шетаме. Пак тежи за нашите гледачи. Ние ќе направиме, драги гледачи, мала кратка пауза овдека, а за неколку минути се враќаме повторно овдека во музејот на град Скопје заедно со тетка Сонја и супер зведите да видиме што има тука во суштина. Тетка Сонја, каде дојдовме сега? Сега ние прво горе бевме во една изложбена сала каде што видовте слики. Јас сепак имам потреба нешто да ви препорачам. Она сето што ќе го нацртате дома на вашите блокчина, да го закачите на зид. Значи да си направите и вие сами дома една изложба. Сликите се да стојат закачени на зид. А сега, дојдовме во една друга просторија, една друга сала, каде што ќе гледате многу предмети. Овие сите предмети се различни, исти нема еден на друг. И предметите зборуваат за едно многу дамнешно време. Овие сите предмети ги користеле некогаш пред многу, тоа се илјадници години. Дури и јас не можам да предпоставам пред колку тоа многу години ги користеле луѓе кои што живееле во Скопје и во околината на градот Скопје. Јас сакам да прашам дали може ние тие предмети да ги земеме, од си поиграме со нив, така да се сакате да си поиграме со овие предмети, дечки? Може ли да поиграме на предметот Сонја? Ќе поиграте со предметите, но кога ќе ги гледате внимателно ќе запамтите како изгледаат и ќе ги направите вие од пластелин или глина дома сами и со тој предмет ќе си играте. А овој предмет овде, кој што е во оваа витрина, под стакло, не смеете ни да помислите да го додирните. Бидејќи тие се вистински вредни, тие се едва и најдени и се многу стари и се културно богатство. Точно, културно богатство. Што е во суштина културното богатство? Преку културното богатство јас, моите родители, моите баба, дедо, а во иднина вашите деца и на вашите деца, децата и децата ќе научат за историјата на овај простор овде, за Скопје и Скопско. Значи, кои сме, што сме, како нашите баби и дедовци оделе да полнат вода, што правеле, како шиеле, какви носи имале. Да, и тоа ќе го видиме во еден друг амбиент кој ќе се качиме во другата сала. Значи, сега нема пипкање, ќе бидеме онака тивки, мирни, како што се договоривме. Може ли да почнеме со изложбата? Може ли, тетка Сонја, веднаш да ни каже, значи, што е ова овдека, оваа фигура, прекрасна фигура, од каде доаѓа, колку е стара? Ова фигура овде се вика големата мајка. Многу е значајна. Еден од најзначајните предмети или експонат, како што се вика, во музејов на град Скопје. Што во суштина представува? На што ви личи ова овде долниот дел? Ви личи ли на куќа? Не, а ова овде како на прозор? Личи како на прозор, малце тамо како врата да е. А горе ова овде личи на машко или на женско? Ајде да погодите. На
на женско, на мајка. Зошто? Затоа што има голем стомах, има и големи гради. А гледате, тоа е значи мајка. Мајката која што ја штити куќата. Гледате како ги поставила рацете, како што и денес мајката во семејството представува е најдобрата и онаа која што се грижи за сите, за чистотата, за здравието на децата. Така и во тоа многу давнешно време, во 5000 години пред нашата ера, и тогаш мајката, жената се грижела за семејството. Значи, ова предмет е стар 5000 години од пред нашата ера и 2005 до сега, 7005 години, значи. Да. Неверојатна работа, драги гледачи, по нас да видиме дали имаше нешто толку старо овдека во овој музеј. Каде се наоѓани овие предмети, да прашам тетка Сонја? Овие предмети се од Говрлево, тоа се наоѓа непосредно до градот Скопје, во едно село, тоа е неолитска населба. Што имаме сега тука да покажеме кон гледачите? Тоа е еден многу интересен предмет, тој е овај овде. Тој предмет се вика аскос. Наликува на ранец кој што денес децата го носат кога одат во школа. Низ оние дупчина онде се протнува кордон и се ставало на ранец. Во него оделе да полнат вода, затоа што нормално во тоа време многу давно, пред 5000 години пред нашата ера, во куќите немало вода. Немало чешма, значи како денес пуштиме и туш тече и се тушираме, тогаш морало вака да се полни вода. Може ли продолжиме понатака да има овде исто има некои интересни предмети? Што е ова? Ако денес сеораат, копаат со современа механизација, во тоа многу нивите, да, во тоа многу давнешно време луѓето ги користеле овие камени алатки. Значи, ова се секири. Гледате како каменот е струган, камен од камен се оштрел за да се направи секирата. Они специјално ги правеле во тоа време, значи пред 5000 години за вака да изгледаат, за тие да можат да ја обработуваат земјата со нив? Баш вака да изгледаат, затоа што само вака, со вака направен камен можеле да работат и да со овие оделе во суштина и во лов. Значи ова било алат и било оружје од друга страна. Баш оружје. Во овие грнчиња што ги гледаме тука прекрасни, што се чувало на пример? Во тоа време се правело ручек во некој од нив? Овие се предмети кои што ги користеле во домакинството, како чаша за вода, исто сад за вода, но има во нив чувале и жито. Интересно е тоа што овде веќе се гледа дека споменувам чаша, но рачка недостасува. Рачката некаде покасно ќе се појави. Значи се уште не е најдена рачката, драги гледачи. Да видиме сега, мене ме интересира овдека на оваа слика што имаме. Покажаме тетка Сонја, што е ова? Дали е Интересна фотографија, ова е една куќа. Сега куќа, кога ќе се рече куќа, одма асоцира на каде се зидовите, вие ќе запрашате каде е кровот. Но то пошто тоа е многу одавна, таа куќа се срушила и останало што? Останал подот, кој што под не е со паркет, не е со штици, него натапкана земја. немало ламинат порано? Немало, само на земја натапкана. Потоа, предметот кој што е во таа витрина, еве го гледате овде, како археологот го нашол. Ова е местото каде што археологот ископувал? Точно, и баш во оваа ситуација ваква ситуација затекната. Со скршен сад, превртена шолја и ова е многу интересен дел од таа куќа. Овде дечина пред толку многу години, 5000 години пред нашата ера, луѓето го познавале житото и овде го печеле лебот. Ова е фурна, некако денешните современи фурни. Може би сте биле по Житолукс да видите како се припрема лебот. Уште не сме биле, ќе отидеме, значи порано пред Житолукс вака се правел лебот во специјални фурни од тоа време и немале камиони да ги носат дома. Печници. Зидани печници. Одиме понатаму.
Интересно ли ви е сега да ве прашам? Вистински интересно да видиме сега овдека што се случува, имаме исто така алати гледаме. Сега имаме алати и ево веќе почнува рачката да се појавува. На луѓето им било тешко да го држат садот само таков како што е тркалезен. Значи измислиле и рачка. И ден денес рачката е во употреба. Значи се среќава како нешто што е дел од чашата. Имате ли вие шолја со рачка дома? Ете, гледате сега, може да научите дека пред 7005 години е измислена рачката. Може би порано измислена, може би малку подоста, но потекнува од многу одамна. Може ли да одиме понатаму? Но да не бидеме ние многу суетни дека само ние знаеме убаво да се облечиме, да одбереме убави предмети кои што ќе ги користиме во домакинството. Во тоа многу давнешно време луѓето не се задоволувале, значи со основните со правите линии или само да направат една чаша која што ќе биде баш таква чиста, равна и ништо нанезе. Тие почнале да размислуваат за како да го дотераат предметот за да биде убав. И почнале веќе и да го исцртуваат. Еве, можат да видат нашите гледачи дизајн како почнал да се создава и почнале да прават шари за она што им било од корист и од функција, дури да има и некоја друга убавина додека седи во дома. Па тие можам да кажам дека биле и подобри естети од денешните дизајнери. Апсолутно, јас се согласувам. Ајде да одиме понатаму, да видиме сега што е интересно овдека за да можат да видат и овие дечиња и нашите гледачи. Гледам овдека е еден интересен сад. Вели дека е најден 3200 до 2200 година пред нашата ера. Во суштина, дали е ова исто така за вода, за млеко, за чај или за што станува збор? Исто сад најден горе на Скопското кале и е многу значаен во оваа поставка затоа што со вакви рачки, со ваква форма, сад за вода досега на друго место не е најден. Значи, ваков чуден сад нема на друго место. Нема. Одиме понатаму сега да видиме, овде има некои интересни предмети. Дечки, дали сте виделе нешто поизвртено од ова овдека, например? Еве да видат гледачите. Тетка Сонја, за што станува збор сега? Што е ова чудо овдека? Сега јас ги гледам, нивсите се толку многу убави, накитени, дотерани, со шноли, со брошчина, со белезици и затоа се толку многу убави. Но и во тоа многу давнешно време луѓето исто така се дотерувале, но што е интересно, и мажите и жените. Мажите повеќе оние што биле војници. Така да, овие предмети што ги гледате овде, ги користеле мажите. Ова овде се вика фибула. Дали знаете што значи брош? Дали некој знае што значи брош? Мајките, татковците ваши не спомнале некој брош? Друг израз на брош? Шо? Вака едно што се закачува овдека, вака едно интересно се закачува и така може да има камче, може да нема, да, едно интересно убаво. Такво некое интересно што се вика брош денес, што мајките го користат како украс на сакото, на марамата, во тоа давнешно време се користела оваа фибула. Таа фибула имала функција, намена за да ја прикачи облеката, случајно да не му падне на тој што ја носи. Ем имала функција да ја држи облеката, ем имала украсна функција. Има ли некој каиш од машките? Ајде, кој има каиш? Еве, и јас имам каиш. Ето каиш. Сите Ајде имаме да ја направиме споредбата меѓу твојот каиш и овај овде каиш. Ви личи ли овај на каиш? Не личи на каиш, затоа што не е целиот. Кога би бил целиот, кога археологот во ископувањето во земјата би го пронашол целиот, тогаш вие од прв поглед ќе знаевте дека ова е каиш. Но затоа сум јас овде, за да ви кажам дека ова е баш каиш кој што го носел некој војник. Значи, тетка Сонја, ме интересира како вие ги препознавате и од каде знаете кој предмет за што бил користен?
Ако некој кустос се двоуми за функцијата на тој предмет, тогаш тој користи литература, за која што има огромна литература, и преку таа литература тој го потврдува својот сомнеш. И затоа се кустосите во овие институции, за да остават пишани податоци за во иднина можат да ги користат други за осознавање на историјата И функцијата на одредени предмет. Одлично, мене ме интересира ова овде кај например са супер зрелите го гледаат камера по мојот прст, еве го мојот прст и доаѓа оп овдека, дали е ова федер деца? Што мислите сега? Или некој амортизер од кола? На што ви личи ова сега овде? Да видиме на што не личи на федер. Не на федер. На федер. Не сите не личи на федер? Да видиме сега што ќе ни каже тетка Сонја, она знае. Ова, ајде да видиме ова овдека. Ова личи на она за одвод во кујна што го имаме, кај што истекува водата. На кујна личи одвод така? Зашто е сега федерот да прашаме прво? Тоа е белезица со која што се кителе и мажите и жените, и тие таму другите исто така кои што се многу помасивни, исто ги користеле како белезица, значи тоа е накид, а ова овде е дугме, копче, петлица, како сакате на дијалекти да ви кажам, и тие таму многу што се едно до друго, и тие се исто така копчина за облеката. Пред малку велевме дека археолозите се двоумат дали овој предмет има функција ова или она. Точно е еден овај овде во средината предмет за кој што сигурна сум дека кустосот користел литература. Тоа е дел од кола, некоја запрежна кола. Значи, дел од запрежна кола во тоа време дури. Ајде сега полека да видиме овдека. Ау, дечки, овде ќе видите нешто многу интересно, нешто неверојатно. Гледате ли сите добро? Така, дали вистински од овде излегува дух, тетка Сонја, ако го протриеме ова, ќе излезе ли Аладин? Ова е баш лампа. И дали било дете од ваша возраст, поголеми или возрастни до 25 години, па дури и возрастните, се водушевуваат на овај експонат. Ова е една лампа, направена од бронза. Во незе се ставало улје и улјето се пали и таа свети. Значи имало функција само да свети. Ваквата лампа исто така се става и во гроб на покојникот. Но зошто? Затоа што тој покојник ја користел во секојдневниот живот. И луѓето сметале дека тој треба сега да се ја земи со себе за новиот задгробен живот. Значи не е Аладиновата лампа, но е толку многу убава и толку многу значајна што секој смета дека е Аладиновата лампа. Ја оваква лампа до сега не сум видел. Видел ли никој од вас ваква убава лампа до сега? Прекрасна е. Дали се случило сега вака кога ги чистите, нели треба малце да се протрие лампата за да излезе духот? Дали се случило до сега да ви излезе некој дух тука во музеот? Па, да ви кажам искрено, еднаш се случи исто, мислам, чувството беше како да излезе дух, затоа што кога се чистеше лампата падна. Тој што ја чистеше лампата се преплаши, помисли дека излезе дух. Не дека излезе дух, него од страв дека може да ја оштети. Ако ја оштетеше лампата, тоа тешко ќе го наплатеше. Такви работи се случува? Да. Одиме сега да направиме кратка пауза. Дали сме расположени да направиме мала пауза? Ние да направат пауза и гледачите, а потоа се вратиме да покажеме уште нешто што не видовме. Правиме пауза? Пауза! Ете, повторно се вративме во музеот. Ова е една од нашите најтемни емисии до сега. Зошто е темно во музеите, тетка Сонја? Не во сите музеи е темно. Така е замислена кога се подготвуваше поставката, така е замислено за да има мит кога ќе влези посетителот да почувствува мит дека овие сите предмети кон кои што е усмерено светлото, да имаш чувство дека оживуваат. А и вистински е така, дечиња, убаво ли е тука? Како се чувствувате овде? Како дома? Пакнеш и до сите што не гледаат сега овдека на телевизија.
Поубаво дома се чувствуваме, поубаво дома, драги гледачи, кажале онора дека се чувствуваме. Одиме понатаму сега да видиме што уште не кажав. А да ве запрашам, дали вие сакате и машките и женските да се дотерате, поточно да се накитите, да ставите накит. Да, таков накит има многу во оваа поставка. Ево јас ќе ви посочам. Ги гледате ли двата прстена кои што се во средината на витрината? Тој големиот прстен го носел татко, некој, а тој малечкиот, што мислите, таткото го носел или? Мајката. Не. Малечкото прстенче го noсело дете, а ова овде што е? Алка. Личи ли на вашите алки кои што денес ги има, вие може би имате дома, ги носите, но исти вакви алки да знаете дека има и во продавниците? Сега, што е ова овдека? На што ви личи ова овдека, например? На куче, мене ми личи на овца. Во суштина, што е ова? Ево, јас пак ќе почнам со прашање. Дали на некој свечен ручек или свечена вечера вашите родители пијат вино? Пијат, да, како не пијат. Но сигурно виното го тураат од шише. Да. Порано? Но за да биде ручекот посвечан, поубав, порано луѓето виното го турале во бокал. Ова е, деца, бокал во кој што се чувало вино. Во овај бокал не се чувало вода. Исклучиво бил за вино. Прекрасен бокал, сакате ваков да имаме по дома? Деца сега не пијат вино, ама ние во нашиот бокал ќе чуваме што? Сок, ќе чуваме млеко, вода и слично. Сега овдека да видиме, ова мене ми личи, ова ми личи како некои ливчиња тука. Вас на што ви личи ова дечиња овдека да видиме? На што ви личи Златичко вие? Што е ова сега? Бронзене. Точно, овие ливчина се златни. Овие се вистински златни ливчиња? Вистински златни ливчина. Ливчината порано ги ставале на покојникот и точно се знаело дека тој имал многу пари. Така, значи, ова била мерка дали е богат или е сиромав. Па може и така да се каже. Има и некои епровети овека што ги гледаме. Епровети се или не се? Овие овде не се епровети. Овие се шишенца во кој што се чувало парфем. Вие дома го дискретно го земате ли парфемот на вашите мајки? Да, и се мирисате? Ја од татко ми го земам. Ето и ние си имаме наши детски парфеми. Значи во тие се чувало парфимирано улје, кое што е концентрат од парфем, но овде има едно многу малечко шишенце кое што таму личи дека е паднато. Да, Ево тоа многу мало шишенце, не се чувало улје парфимирано, него се собирале солзи. Што мислите како? Кога точно, кога жената ќе останувала сама дома, незиниот маж, кога требало да оди да војува во војна, таа ги собирала солзите за потоа да покажи колку многу го сака мажот. Ако соберела многу солзи, значи многу го сакала. Ако соберела малце солзи, значи малце го сакала. Вие денеска собирате солзи? Вие денес плачете? Не. Значи, не плачеме како порано што плачеле жените во тоа време. Денеска се времињата веќе други. Одиме понатаму да видиме сега тука. Има нешто исто така интересно. Да видиме што ќе видиме сега и што ќе погледнеме. Тетка Сонја? Точно таму има лажички кои што се од слонова коска направени. Потоа, има многу интересни овде предмети, него огледалото, тоа е козметички прибор. Вие запамтете го овој козметички прибор и дома направете ја споредбата со козметичкиот прибор кој што го користи вашата мајка. Во вториот дел има исто многу интересни предмети, една поголема лажица, нешто како игла. Тие се медицински предмети. Значи предмети кои што
наликуваат апсолутно на денешните предмети кои што се користат во медицината. Денес вие кога сакате нешто да напишите, да нацртате, што употребувате? Фломастер. Молив, фломастер, пенкало. Ево тоа дамнешно време луѓето користеле мастило, а пишувале со ова перо кое што се наоѓа во футралата, а мастилото се било сместено во тоа таму како шишенце, едно кое што е направено од коска. Прекрасно. А на пазар луѓето кога сакале да мерат нешто, мереле со вага. Знаете ли, имате ли вие денес видено вагите како се изгледаат на пазар? Или во некоја продавница? Или се електрични, или наликуваат баш на оваа вага. Јас Значи, сум видел вака. кај што се паричките, се ставало тоа што требало да се измери, а тоа како топка таму е тегот. И вагата треба да измери што е потешко. Дали тегот или тоа што е во таасот. Ова овдека сега што е? Во витрините има толку многу предмети што во вашата глава ќе се направи хаос. Затоа сега јас ќе сакам да направам една споредба. Ево погледнете вашата другарка, има прекрасна шнола со која уредно си ја фатила косата. Тогаш жените уредно си ги фаќале косите со вакви шноли. Значи ќе ја фати косата, ќе ја свитка и иглата ќе ја збоцне. Во домовите немало струја како што има денес. Такви сијалични места. Многу често се користеле и ваквите лампи, кои што стручно деца се викаат луцерни. Луцерната покрај тоа што служела во домовите и како осветлување, многу често се ставала и во гробот на покојникот, затоа што мислеле дека на тој начин ќе му го осветлат патот на покојникот во новиот задгробен живот. Да продолжиме понатаму да видиме сега. Ете и овдека има некои убави интересни работи. За крај има некои парички, гледам јас тука. Порано исто имале пари? Порано деца, ако нешто некој сакал да купи, првично се купувало со замена на еден предмет со друг предмет. Тоа се вика натура. Ево ти тебе, јас ке ти дадам жито, ама затоа ти мене ќе ми даеш млеко. Покасно, веќе како платежно средство се појавуваат парите. Парите биле бронзени, биле сребрени и биле златни. Исто денес како што се наградите сребрена, е второ место, бронзана е кое место, трето и прва е златна. Значи златните биле највредни во суштина. Највредни. Сега одиме понатаму да видиме овдека што имаме. Овде тука некаде доаѓа и крајот на овој долниот дел на изложбата. Што имаме за крај да покажеме уште? За крај јас овде сметам дека морам да ви кажам. И ова да го запомните. За четоците на градот Скопје ќе ги бараме во античкиот град Скупи. Но за жал, тој голем антички град Скупи, кој што се наоѓа во непосредна близина на градот Скопје, во 518 година го зафатил катастрофален земјотрес. Целиот бил срамнет со земјата. И сите оние што останале живи, дошле на овај дел овде, на овај простор од градот Скопје. И тука веќе почнува да се раѓа најубавиот град во Македонија, тој е градот Скопје. Ви благодариме за сите прекрасни зборови што ни ги кажавте до сега, начинот на кој што ни објаснивте. Правиме мала пауза и се враќаме за неколку минути повторно овдека со Суперзвезда во музеот на град Скопје. Сега веќе дојдовме еден спрат погоре. Овдека има некои сосема други предмети, многу поразлични од оние предмети кои што ги видовме пред малку долу. Какви предмети се овие овде горе на овој спрат? На овој спрат се предмети кои што децата сигурно повеќе ќе ги препознаат, затоа што е веќе едно многу поблиско време. Јас би го издвоила како еден многу необичен и интересен предмет, тој е овај овде. Ајде од вас да ми кажи некој на што, кој е овај овде предмет? На што ви личи дечиња ова? Дали има некој од вас нешто вакво дома?
Мене ми личи на стап. На стап личи. Така. Друг на некој за што му личи? Повели Елеонора? На украсен стап. На мене ми личи на украсен стап. Мене ми личи на менјач за кола. Што точно е овој овдека стапот што го гледаме? Тоа е боздоган, значи вид на оружје. На сите не ви наликува на украсен, но тоа зборува дека сите предмети што се правеле, кога се правеле, многу се посветувало внимание да изгледа тој премногу убаво. Он бил бозdoganот наменет за што? За тепање? Тоа војникот кој што јавал на конј, Имал боздоган, со него мафтал и удирал луѓе. И удирал по потреба кога некој нема да слуша, значи со боздоган порано се доведувале работите во ред. Не да слуша или не слуша, него исклучиво во војна. А исклучиво во војна се користел боздоган. Одиме сега понатаму да видиме. Овдека исто така, дали гледачи, има некои интересни предмети. Сега дали овде нешто препознавате од ова што го гледате овде? Ајде да видам кој гледа овде нешто познато. Там гледам за шиење машина ми личи. Друго што е, Елеонора? Мене ми личи другово на чумба. На ќумбе личи, да видиме што е, Марија. Та ми личи мене на ветена. Наверетено. А што во суштина е значи ова ќумбето тука? Ќумбето е пегла, но во незе која што не се вклучувала на струја, во незе се ставало жар. Така домакинките ги пеглале алиштата. А тоа тамо што го гледаме позади како вретено, тоа во суштина што е? Како што кажа детето, тоа е машина за шиење. Значи порано се шиело со вакви машини, да можат гледачите да видат. Значи ова е една од машините за шиење од давнешни времења, кои што не се значи електрични, туку се рачни, со рака се врти и машината шиела. Колку било комплицирано. А со машината дали се шиеле вакви прекрасни значи облеки во тоа време? Со машините се шиеле вакви прекрасни облеки, но везот исклучиво рачно се правел. Значи, облеките се шиеле, додека везењето одело рачно. Сега одиме понатаму да видиме, овде има некои интересни работи. Да ми кажете вие денес како дома се греете? Со парно. А порано во куќите се грееле со мангали. Ова овде е мангал. Капакот, големото, точно, капакот се кревал, во него се ставало жар, се ставал потоа капакот и сите седеле околу мангалот. Се грееле, точно навечер, и многу било убаво. Секоја вечер на исто место биле мајката, таткото, децата, бабата и дедото. Сите биле среќни семејства. Зошто биле среќни семејства? Затоа што секоја вечер биле сите заедно. Се топлеле заедно околу мангалот. Вие седите околу парното сите заедно дома. Седите некогаш, ете така. Овдека има една убава носија ли е ова или што е, јас тоа сакам да прашам. Не сум видел ваква работа до сега. Тоа е градска облека, свечана градска облека и ја носеле побогатите жени. Значи, ова е за богати жени, значи облека носија која што денес може да се каже фустан. Така, во денешно време има фустан, тогаш имало носи. Сега тука, драги деца, ајде да видам кој знае што е овдека, што гледате тука? Нож, а ова другото што е? А тоа со цевка тамо, не тоа, Марија, што е? Пиштол. Пиштол. Точно ли дека ова е пиштол? Тоа е пиштол, а таков пиштол најчесто носеле комитите. Ево видете како изгледал еден комита. Но што е комита? Комита е македонски војник кој што се борел против турците. Значи, комита, дали некој знае некој комита или војвода од тоа време? Дали сте чуле за Гоце Делчев? Дали сте чуле за Јане Сандански? Питу Гули? Даме Груев? Они биле, значи, вака облечени во тоа време. Имале кубура, имале нож,
кој што се викал како? И фишеклак. И фишеклак. Ова кутичето е фишеклак. Во него се чувал барут и крпче за да може кубурата да си ја подмачка и очисти. И па да си пука кога ќе му дојде и кога ќе му затреба. Одиме сега понатаму да видиме, вака да разгледаме. Сепак овде, драги гледачи, има премногу интересни работи. Ние вистински да сакаме не можеме све да покажеме во оваа емисија. Нешто ќе прескокнеме, па ќе дојдеме, еве, овдека на пример има некој, што се овие? Ова е селска носија, поточно свечана селска носија, која што девојката кога требало да стапи во брак се облекувала ево баш вака за на денот на свадбата и уште 2 дена после свадбата. Вака облечени не биле домакинките кога дома ја одржувале хигиената. Значи исклучиво за свечан повод. Кога имало нешто да се отиде некаде на некоја свадба, кога требало да се излезе на сред село или кога бил некој празник голем, они се облекувале вака во носи. Денеска вие дали облекувате носи? Вашите мајки носат носи? Значи, порано нашите баби носеле носи. Ете какви носи носеле тие. Овде има една фотографија, сакам да се завртим овде да ја покажеме, гледачите да можат да ја видат. Да покажеме, значи, ова овдека дали познавате што е? Дали знаете кој град е овој град овде? Точно ова е градот Скопје, реката Вардар и едни од најубавите згради кои што биле во градот Скопје. Тоа е офицерскиот дом и театарот кои што се срушиле за жал во катастрофалниот земјотрес 1963 година. Значи тука некаде е стоковна куќа, ова е плоштадот. Ова било што? Која зграда било ова тогаш? Тоа е офицерскиот дом. Не, ова ви е театарот, ова е офицерскиот дом. Значи точно, ова бил театар, веќе го нема овдека, сега има едни со скироли што се возат, сте ги виделе тие? Тука има скироли, овде си има стоковна куќа, нешто не работи во моментот, а овдека има паркинг кај пошта и офицерскиот дом го нема и тоа е срушено во земјотресот? И тоа е срушено во земјотресот и офицерскиот дом имал еден од најубавите лустери. Имал еден од најубавите лустери. Целиот бил од стакленца мали. Одиме сега понатаму да видиме овдека при крај на нашата изложба, може да видиме уште некои интересни работи. Што е ова? Скопјанки кои што се шетал, вака се облекувале и се шетале низ градот Скопје. Значи богати скопјанки, во кое време било тоа вака од прилика? Ова е почетокот на 20-тиот век. Значи 1900 и некоја година во самиот почеток, значи нашите прабаби може да се каже, се облекувале вака и тие шетале на корзо. Порано немало кафичи, немало дискотеки, имало корзо и се шетало на корзо. Одиме понатаму да видиме сега тука. Какви работи се овие работи овдека? Ова се предмети кои што се користеле во домакинството. Точно, бомбони, во него се ставале бомбони. Имате посребрени лажици, прекрасни чаши за ракија од многу тенко стакло и тоа се лампи, газиени лампи. Значи имаме лампи, лажици, сад за бомбони, овдека имаме кломпи или штикли или што се овие? Богатата невеста кога ќе излегувала од купатилото, поточно од кадата, за да не стапни директно на бетон, таа газела на овие налани. Ова се налани, значи кога слушаме налани, треба да знаеме дека налани се токму овие овде што ги довме сега да ги гледачи. И за крај да видиме што е ова. Ова е едно прекрасно сандаче каде што се чувало накид и прекрасен накид, наушници и брезлетна. Се Елеонора ќе ни каже што се овие драги гледачи. Елеонора, што се? Овие се секири. Вас дечки на што ви личат овие овде? На секири. Дали се овие секири во суштина?
Овие секири не се, него овие се саби, кои што се користеле во војниците ги користеле во војна. Денеска по некој од нас дома си имаат за украс некоја ваква. Па би било жално да седат во домовите, нивното место е во музеот и затоа би рекла секој кој што нешто има од оружје, од ваков тип на оружје да донесе во музеот, затоа што само овде стручњаци умеат да ги чуваат и знаат како да ги чуваат. Ето така, јас мислам дека со ова заврши делот на изложбата, дали покажавме се што имаше да се види? Мислам, видовте дел од она што како експонати, како национално благо го поседува музеот. Сето она друго што зборува за историјата на градот Скопје се наоѓа во депоата на музеот. Како што е редот во секоја куќа каде што одат супер звезди, така и овдека сме пречекани од директорот Чичко Јован Шурбановски, така ли беше? Така е. Многу ми е драго да се запознаеме овдека, да му кажеме здраво на Чичко Јован. Еве како изгледа еден директор на еден музеј. Страшен ли е? Добар ли е? Ќе си го гушнеме? Брзо си го гушнеме Чичко Јован и да го прашаме дали е тешко да се биде директор на еден музеј како што е музејот на град Скопје. Не е воопшто тешко, со ваква публика секогаш е супер. Вие ностоп имате посетители, навикнати сте вака на луѓе на гужва? Да, секогаш имаме посетители, меѓутоа овие ми се нај-вип гостите што се. Нај-вип гостите. Дечиња доаѓаат овдека редовно, скоро секаде? Доаѓаат нередовно, не секој ден. Ние сега подготвуваме специјални програми за посета токму на деца од разни школски возрасти. Предшколска, школска, тоа се пакети од областа на, да речеме, педагогијата и музејската едукација, така што веројатно многу скоро сите деца ќе можат да влезат во тие условно кажано педагошки дејности и редовно го посетуваат музеот со водичи и така. Одлично. Сега да има ли некој какво прашање овдека? Го прашање Чичко Јован како директор, повели злато, кој е твоето прашање? Моето прашање е колку луѓе работат во овој музеј. Ајде да ни кажеш, значи сега Чичко Јован, колку луѓе работат овде во музеот? Во музеот работат околу 55 луѓе. Имаме луѓе кои се во редовен работен однос, има луѓе кои доаѓаат да ни помагаат по разни проекти и така. Едни го чуваат музеот, други го уредуваат. Така, едни го чуваат музеот, едни го уредуваат музеот, едни ги подготвуваат изложбите, луѓе кои се грижат за предметите, кои ги истражуваат, кои ги скупуваат, сето тоа да може да дојде пред посетителите. Одлично, дали има некој што некој прашање? Повели злато само кон камерите, твоето прашање е? Кој ги цртал тие книги, сликите? Значи, гледаме овдека некои слики, видовме некои книги, значи, има многу предмети. Од каде се овие слики, од каде се овие предмети, од каде вие ги наоѓате овие експонати кои што се изложуваат во музеот? Конкретно овие слики не ги најдовме. Не се најдени? Не се најдени. Они се донесени? Ова е практично еден животен опус на господинот Павле Кузмановски, неговата ретроспективна изложба. И ние секогаш во овој галериски дел на музеот овозможуваме авторите да се представат со своите дела. Меѓутоа, овие изложби кои се во постојаната поставка и сите оние предмети кои се наоѓаат во депоата на музеот, тие доаѓаат кај нас на разни начини. Да речеме, по пат на ископување, по пат на откупи, легати, донации и така натаму. Вред, јас мислам дека денеска си поминавме убаво. Има ли некој незадоволен овдека? Кој е задоволен да крене рака? Кој е многу среќен да викне Драги гледачи, супер звездите директно од музеот на град Скопје ви мафтаат, ве поздравуваат, ви праќаат многу бакнежи. Дојде моментот кога треба нашата емисија да заврши. Му благодариме на Чичко Јован и на сите вработени кои што денеска топло не примија овдека. Ви благодарам на посетата и секогаш сте топло поканети овде. Благодариме многу. Да ни бидете живи и здрави. Уште еднаш бакнежи за сите што не гледаат сега. Да ги поздравиме сите наши гледачи да не гледаат следната сабота во 10 часот на телевизија која? Канал 5. Ве сака и поздраво Супер звезда. Чао, чао, чао!